Трендот на раст на цените на становите никако да запре. Само во последните 3 месеци од минатата година цените скокнале за 10,6% споредено со истиот квартал во 2023-та. Недвижностите можат само да се продаваат исто или да поскапуваат, но никако и да поевтинат, велат градежниците. Причините лежат во поскапените градежни материјали, работна рака, како и услуги. Најголем проблем е што има се помалку локации за градење, што прави притисок врз цените да одат нагоре. Од градежната комора велат дека пресудно е општините да носат детални урбанистички планови, во спротивно нерамнотежата на пазарот ќе продолжи и цените и натаму ќе растат. Во централното градско подрачје, кое што опфаќа општина Центар, Карпош, аеродром и кисела вода, секаде се проследува ова како проблем. Секаде најголем процент во минатото кој што се укинуваат детални планови беше во општина Карпош и во општина Центар. И сето тоа направи комплетен дисбаланс на пазарот, недоволна понуда, со тоа и зголемена цена на недвижност. Ако се разгледаат огласите за продажба, речи се и да не може да се најде нов стан во Центар за помалку од 2000 евра за метар квадратен, а оние поексклузивните се продаваат и за повеќе од 2500 евра. Меѓу поатрактивните населби е и Карпош, каде што се продаваат и последните новоградби за 1800 евра од квадрат, и тоа на поодалечените локации. Во оние згради кои во моментов почнуваат да се градат, становите се продаваат за 2000 евра за метар квадратен. Нешто поевтино е ако евентуално се купи стар стан, па заедно со реновирањето повторно се доаѓа до некоја сума од 1800 до 2000 евра за квадрат. Цените на становите во некои делови на Скопје бележат раст до 30% во последните 2 години, со особено значително поскапување во населбите Чаер и Бутел. Од градежната комора велат дека новоградбите прават притисок, па поскапуваат и старите станови, и дека во иднина достапноста на станови за купување за граѓаните ќе биде се помала. Очекувањата се се повеќе граѓани да живеат под кирија, а не да купуваат дом за себе. Ќе одиме према трендот кој што се одвива во Европската унија, кој што ако земеме да се огледаме и да анализираме, ние Швајцарија, Германија имаме некаде околу 50% собственост, 50% е недвижност која што се користи под рента, така да понатаку во која насока ќе се движиме, се додека не се направат некои стратешки проценки и цели, мислам дека овој тренд ќе се задржи. Според податоците на Народната банка, во текот на целата измината година цените на становите биле во пораст. Така во првиот квартал цените забележале раст од 4,6%, во вториот од 11,5%, а во третиот квартал 8%. Интересот за масовно градење не спласнува. Според последните статистички податоци, бројот на издадени дозволи за градење во октомври изнесува 363, што е пораст за речиси 12%. Само за тој еден месец се издадени дозволи за изградба на 913 станови.